Почнувани добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Општина Кочани ќе добие младинска акциона група што ќе работи на јакнење на младинскиот активизам и на ефикасното вклучување на младите во носењето одлуки на локално ниво. Формирањето на групата е дел од проектот на Сдруженијето Светла иднина. Во рамки на проектот на USAID за граѓанско учество, Центарот за култура, комуникација и едукација на ромите Светла иднина од Кочани доби грант за имплементација на проектот Младите успеваат заедно. Тој е насочен кон зајакнување на младинскиот активизам и учеството на младите во креирањето на младински политики. Во салата на Советот се одржа конститутивната седница со што започна активностите околу формирањето младинска акциона група. На средбата присустваа представници од повеќе невладени организации кои во своите редови опфаќаат млади, при што беа објаснети целите на проектот и очекувањето од неговата имплементација. Младинската акциона група, која што понатака ќе се среќава секој месец и нејзина главна цел ќе биде да зборува за проблемите на локално ниво со кои што се соочуваат младите и како крајна цел на проектот е да се добие една стратегија за млади која што понатака и се надеваме дека ќе биде усвоена од Советот на општина Кочани. Младинската акциона група ќе биде неформално тело за организирано делување на младите во општина Кочани. Тоа ќе треба да го следи процесот на јакнење на младинскиот активизам на локално ниво, но и да промовира политики базирани на докази, да обезбеди конструктивна дебата со локалните власти, како и ефикасно вклучување на младите во процесот на донесување одлуки. Нема намалување на штетите од бесправната сеча на шумите во 2017 година во однос на претходната, при што украдени се дрва во вредност од над 4,5 милиони денари. Сепак од јавното предпријатие Македонски шуми признаваат дека тоа не е реален одраз на состојбата на терен. Околу 73.000 евра е вкупно проценетата штета што минатата година ја направиле лицата кои бесправно ја сечеле шумата во Кочанскиот регион. Во подружницата на јавното предпријатие Македонски шуми во Кочани е регистрирано од и се исечени над 500 метри кубни буково, дабово и борово дрво на падините на Плачковица и на Осоговските планини. Најголема шумска површина е уништена во атарот на подплачковичките села Теранци, Видовиште, Мородвис и Зрновци, каде дрвократците однеле близу 325 метри кубни дрво во вкупна вредност од околу 48.700 евра. Тоа е двојно повеќе од она што е бесправно исечено на спротивната страна на Осоговските планини, каде во атарот на селата Јастребник, Лешки, Полаки, Припор, Небојани, како и во Злетовско, е уништена шума во вредност од близу 20.000 евра, односно 136 метри кубни дрво. Дополнителна штета е нанесена и од шумските пожари, при што во 8 регистрирани случаи е уништена нискостеблеста шума на површина од околу 152 хектари во вредност од околу 10.000 евра. Во Кочанската подружница на Македонски шуми велат дека податоците се добиени од теренскиот увид на шумочоварската служба, но оценка е дека тие не ја даваат реалната слика за бесправната сеча во Кочанскиот регион, односно дека штетите се далеку поголеми. Хуманитарно здружение за еден месец нахрани 16 сиромашни семејства во Виница. Формирано првото хуманитарно здружение во регионот. Млади лица од Виница се собраа и решија доброволно да помогнат на најранливите семејства во општината. За само еден месец од формирањето, здруженијето Оди Гитрија нахрани 16 фамилии. Имено, тие се мостот помеѓу хуманите и општествено одговорни компании и граѓани и донациите од нив ги носат до домовите на семејствата. До сега има добар одзив и се посетени 16 семејства и се опремени со храна и хигиенски средства скоро за цел месец. Како не пристигнуваат донациите, така ги формираме пакетите со храна и ги доставуваме до лицата на кои што им е најпотребно, односно до најранливите. До сега се одзваа фирмите Мак Прогрес, можем да кажем, голема благодарност до нив.
Златна рака, Мик Свети Николе и исто така многу граѓани. Здруженијето е формирано како непрофитно и нивните активности се од хуманитарен карактер. Крајната цел е име обезбедување на постојана храна и хигиенски средства на поединци и семејства кои тоа сами не можат да си го дозволат. За да успеат во нивната мисија неопходна е помош од сите хумани граѓани и компании. Апелирам до сите останати граѓани, останати фирми, локални функционери, институции да се вклучат во нашата мисија, во рамките на нивните можности да донираат прехранбени производи и хигиенски средства, се со цел да им помогнеме на најранливите кои во моментот се наоѓаат во социјален ризик и кои не можат да обезбедат приход по некој друг основ. Донациите може да се достават до просториите на Здруженијето кои се наоѓаат на улицата Ванчо Прке во близина на градскиот пазар во Виница. Тие се отворени секој понеделник, среда и петок од 16 до 19 часот и сабота од 12 до 14 часот. Високите температури и наглото растење на ластарите доведуваат до појава на болести кај лозовите насади. Агрономите со совети за заштита на насадите од пепелница, пламеница, како и против молецот. Без соодветна хемиска заштита на лозата не може да се замисли производството на грозје. За таа цел потребно е добро да се знаат болестите и штетниците кои ја напаѓаат лозата и како ефикасно да се спречат. Најзастапени болести на лозата се пепелницата, пламеницата, ботритисот, црната дамкавост и други. Од штетните инсекти пак најзастапени се сивиот и жолтиот молец. Третирањето против овие болести може да биде превентива и тоа е најдобра мерка кога станува збор за примарни зарази. Третирањето се врши во повеќе фенофази. Со затоплување на времето, ластарите кај лозовите насади почнуваат нагло да растат и веќе лозарите знаат дека кога должината на ластарите ќе достигне до 15 или 20 сантиметри, веќе треба да биде извршена првата хемиска заштита кај лозовите насади, порачуваат агрономите. Вообичаено се користат препарати и против пепелница, уште во првото, и против пепелници, и против пламеница, и секако за инсектицид против молецот. Би рекол дека првата заштита, односно првото третирање е и најефтино, односно нема потреба од користење на системици, кои што во принцип се поскапи, значи можат со препарати кои што се и поевтини, меѓутоа кои што делуваат секако во овој период од растот и развојот на виновата лоза. Значи, пак би советувал да се консултираат со стручните лица кои што се вработени во земјоделските аптеки и да ги изберат препаратите со кои би ја извршили оваа заштита. Второ третирање треба да се направи пред цветање, после прецветување и потоа секое наредно прскање е на 15 дена од претходното до почеток на зреење на грозјето. Средствата за заштита се контактни и системични и затоа многу е битно да се внимава на концентрацијата на растворот за прскање, додава Стојановски. Апликацијата се спроведува наутро и попладне, а не при екстремно високи температури, бидејќи ефектот ќе се намали. Инаку во Кочани и Кочанско имаме околу 700 до 800 хектари површина под лозови насади. И јавната општинска установа библиотека Ванчо Прке од Виница со пригодна програма го одбележа Светскиот ден на книгата и авторското право. На тој ден понуди бесплатно зачленување и подарок книги. Бесплатно зачленување и подарок книга за сите посетители понуди библиотеката Ванчо Прке од Виница, која што се приклучи кон одбележувањето на Светскиот ден на книгата и авторското право. Од тој ден стартуваше и конкурсот за учениците од основните и средните училишта, кој понуди 3 инспиративни теми за пишување, зависно од возраста на учениците. Конкурсот е распишан, а најдобрите литературни творби, кои ќе ги оценува комисија, ќе бидат наградени во месец мај. Инаку библиотеката Ванчо Прке во моментов има 800 активни читатели и од установата истакнаа дека се зголемува бројката на читатели и на членови во библиотеката. Следуваат информациите од спортот. Во Виница се играа завршните надпревари во машки ракомет за средните училишта од државата.
Фаворит во ова завршно финале се ракометарите на домакинот Ванчо Прке. Средното општинско училиште Ванчо Прке од Виница беше домакин на завршниот финале турнир во машки ракомет за средните училишта во Македонија. Денес во Виница се игра третиот завршен турнир Лига надпревар во ракомет средни школи машки. На овој турнир учествуваат 6 екипи од цела Македонија, 2 од западниот дел, 2 од Скопскиот регион, 2 од источниот дел. Од западниот регион ги представуваат екипите на АРР Ричко од Прилеп, Мирче Ацев Прилеп, потоа од Скопје 2 екипи, Васил Антевски Дрен и средното физкултурно Мама Брицо и од источниот дел Кочо Рацин Свети Николе и домакинот Ванчо Прке Виница. Така и Денеска е завршниот турнир, во теке лигата, сега следува третиот надпревар, во кој ќе се среќаваат екипата од Мирче Ацев Прилеп и Васил Антевски Дрен Скопје. Потоа имаме уште 2 надпревари. Најбитен е последниот надпревар, каде фактички финале помеѓу екипите на Мама Брицо од Скопје и домакинот Ванчо Прке. Двете екипи имаат по 4 победи, фактички ќе се одлучува победникот на турнирот. Фаворит во ова завршно финале се ракометарите на домакинот Ванчо Прке. Поред мене нема фаворит, ова е последен надпревар. Екипата на Ванчо Прке е домакин и со голем елан ќе настапува, додека сепак мала фаворитска улога има екипата на Мама Брицов, бидејќи тие се минатогодишни победници на државното првенство во ракомет за средни школи машки. Овие спортски надпревари се во организација на Федерацијата за училишен спорт на Македонија и општинските сојузи на училишни спортови. Во вторникот се одигра надпреварите од 23-тото коло од втората фудбалска лига Исток, во која Осогово доживеа пораз на гостувањето во Радовиш против Плачковица. Со тоа повторно ги намали шансите за опстанок со оглед што разликата со Каменица Саса се зголеми на 6 бода. Без бодови останаа фудбалерите на Осогово на гостувањето во Радовиш против Плачковица, иако од надпреварот се очекуваше многу. Во рамки на 23-тото коло, жолто-сините претрпеа пораз од Радовишани со 3:2, со што не се поместуваат од дното на табелата, односно од зоната, што значи губење на второлигашкиот статус. Надежите оти ќе се излече поволен резултат, што би значеле макар и бод, не станаа реалност, а уште повеќе што домашните играчи уште на стартот покажале дека нема да дозволат изненадувања. Потврда за тоа е што во водство дошле уште во 13-та минута, а 20 минути подоцна го зголемиле водството со уште еден погодок. Гостите од Кочани пак успеале во првата минута од продолжението на првото полувреме да постигнат гол и да направат обид да се вратат во игра. Со резултатот 2:1 се отишло на пауза, а во вториот дел од надпреварот Радовишани повторно започнале со напади кон голот на Игески, при што во 58-та минута успеале да го зголемат водството. Мала надеж за гостинските играчи оти можат да направат подвиг донел Жоглев со голот што го постигнал во 76-та минута. Сепак до крајот на средбата се покажало дека тоа ќе остане и конечен резултат, а на жолто-сините нема да им се исполни желбата да освојат макар бод. Со победата на домашен терен против Валандовска победа, Каменица Саса пак во ова коло повторно за 6 бода се оддалечи пред Осогово, со што разликата меѓу двете екипи реално изгледа недостижна. Во следното коло што ќе се игра викендов, Кочанскиот второлигаш повторно ќе биде гостин и тоа против последно пласираната победа, додека Саса ќе биде слободна со оглед што требаше да игра со Хоризонт Турново, кој се откажа од лигата. Евентуална победа за Осогово против Валандовчани може да значи нова надеж за опстанок, но тоа е веќе навлегување во сферата на теоретските калкулации.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма, а овие информации ги имате на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.